Во меѓувреме, за време на вестите веќе стигне нашиот втор гостин, тоа веќе ви го најавив, доктор Бојан Трајковски, кој што е доктор по општа медицина, вработен во приватната здравствена установа Медика Вера. Добро утро. Добро утро, докторе. Со оглед на тоа што вие работите во домашна посета и секојдневно, буквално секојдневно сте во домовите на пациентите, ајде да почнеме од самите нив. Каков период од годината е ова за нив, со што по периодов се сочуваат, односно на што најмногу се жалат, што ги мачи? Па не карактеристично за овој период од годината, особено време наназад, месеци неколку наназад, летниот период, гледаме некои промени кои што традиционално не ги гледаме во овој период од годината. Најчесто периодов гледавме некои високи температури, промени во однос на таа општа состојба кај пациентите, каде што имавме промени кои тие ги нагласува како општа амалаксаност, болки по коските, по телото и едни некарактеристични респираторни патологии кои што за овој период од годината, време години наназад не се случувале. Нормално стомачните вирози се тука присутни со оглед на летните одмори, со оглед на промената на температурата, промената на климатските услови, нормално местоположбата, храната, водата. Тоа е нешто што традиционално го гледаме и го знаеме, меѓутоа респираторните симптоми бе една патологија која што не изненади особено многу, како мене, кој што покрај домашната посета имам и своји матични пациенти. На што се должи тоа? Имате некоја предпоставка, некој сознание? Сознанијата се дека ковидот не е заминат и дека се е тука присутен и многу често го гледаме како патологија за време на нашите прегледи, со тоа што единствената разлика од претходно и сега, минатото лето и ова сега, што многу помалку се тестира, па ние можеме само да претпоставуваме и да сметаме дека можеби е ковид или можеби не е ковид. Најчесто тестирањето е тоа кое што ни дават конечна диагноза. Нормално пациентите и оправдано би рекол негде дека се скептични кога станува збор веќе за ковидот заради сите ситуации кои што се случува, меѓутоа е тука присутен и еден од оние причинители на таа респираторна патологија покрај оние класични и традиционални инфлуенца вируси кои што особено за овој временски период, почеток на септември, октомври, ноември, веќе ќе бидат оние главни причинители на тие респираторни, дали тоа се горно или долно респираторни тегоби. Данас, со оглед на тоа што и тоа како е топло времето, имаме се уште чувство дека е лето и на сите нам ни е се уште рано за сето она што е присутно на есен, да речеме. Таа промена која што се случува со времето и со климата ќе биде промена која што и подот снежно во текот на наредните години, па и годините кои што следат 10 на 20-30 години согласно сите научни студии, ќе ни прави комплетна промена во однос на оно што некогаш била клиничка слика за пациенти, она што ќе понатака ќе го гледаме. Верувајте, нас како лекари не изненадуваат голем дел од симптомите, меѓутоа сепак збориме за живи организми, вирусите се особено присутни, бактериите се исто така присутни со оглед на почетокот на школската година, ќе гледаме екстремен зголемен процент на болни и пораз кој што и традиционално се случува во овој временски период со оглед и на грената сезона која што оди. Така да искрено веќе ништо не ни изненадува од кога помина ковидот, само се надеваме дека нема да видиме нешто посериозно во однос на ова што го гледавме до сега. И вирусната патологија ќе биде присутна, ќе мутира, ќе гледаме промени кои што за жал ќе делуваат особено многу и ќе предизвикуваат колку пат на имунитет, толку и подот снежна реакција во одредена ситуација, многу посериозна реакција од страна на организмот, односно од страна на имуниот систем на човекот. Тоа ќе биде проследено со различен тип на симптоматологија, со различен тип на тегоби, меѓутоа не би сакал да апелирам за страв и за паника, туку едноставно на предпазливост, на внимание, на соодветно имуно бустирање, би рекол, соодветна исхрана, соодветен сон, сето тоа би било еден начин да ние одговориме соодветно на оние предизвици кои што би ни ги предизвикале вирусите или бактериите во оваа ситуација. Сакам да прашам сега за најмладите. Сведоци сме дека некои класови буквално се преполовени, варираат симптомите, се жалат на различни работи децата, некој на температура, грло, стомак, главоболка, што е на нас возрастните ни е чудно за мали деца да се жал. Како да постапат родители? Дали веднаш при кој било од овие симптоми да појдат на доктор, за кој да почекаат, што да превземат?
еден од советите кои што најчесто ги даваме е дека одењето на лекар веднаш е најчесто грешка од еден аспект, заради тоа што кога пациент ќе дојде во амбуланта и ќе ти рече имам температура пред 3 часа, 5 сата, синоќа, е многу тешко да дијагностицирате било што. Температурата ја земав како примарен симптом, иако не секогаш е примарен симптом, најчесто е примарен симптом заради тоа што телото реагира со во овој период временски она што гледавме со релативно висока температура, експлозивна температура до 39,5. Во делот на симптоматологијата гледаме испреплетени симптоми покрај таа главоболка која што не сме ја гледале години наназад, сега ја гледаме и е интензивна, меѓутоа најчесто не збориме за екстремна главоболка како резултат на одреден тип на воспаление, туку најверојатно збориме за промена во предел фронтално, односно во пределот на синусите со оглед на активните синузити и акутните синузити кои што ги гледаме. Дали се тоа бактериски предизвикани или вирусно предизвикани не е толку битно. Меѓутоа гледаме и гастроинтестиналните гоби кои што се почесто, меѓутоа се испреплетени како резултат на временските непогоди, односно тоа константно патување временскиот период наназад со оглед на летните одмори. А во однос на младите, едноставно нивното присуство и постепеното мешање со основните врсници и константното активирање во школа ќе ни донесе, како што нагласив и претходно, пораст на бројот на заболените. Ќе гледаме симптоматологија која што е испреплетена со оглед на тоа што збориме за различни имуни системи, збориме за различен тип на индивидуи со различен тип на реакција кон вирусната или бактеријската инфекција, и сето тоа нормално доведува до одреден типи на мутации и на симптоми кои што се некарактеристични. Би предложил на пациентите, односно во ситуацијава на родителите, бидејќи конкретно за нив прашавте, да оставите простор барем 2 до 3 дена да ја реално видиме клиничката слика, да се развие клиничката слика, па макар условно кажано, народски кажано, гориме од температура 2 до 3 дена, значи да малку оставиме да се влоши, простор, па не да се влоши, меѓутоа не би рекол така, би рекол едноставно да оставите простор да кога ќе дојде пациентот во амбуланта, веднаш да да знаете што да дијагностицирам. Понатака има соодветни дијагностички методи кои што согласно клиничката слика ние би ги примениле. Дали е тоа крвна слика, рентген, понатамошни испитувања, меѓутоа оставете простор, не ги полните веднаш амбулантите затоа што и ние не знаеме, буквално не гаташ кога ќе дојде пациентот, мора да имаш нешто што ќе го дијагностицираш. Последен пат кога ми гостувавте овде беше во тек на пандемијата за ковид. Сега да ве прашам како стоиме сега, каква е состојбата со ковидот? Единствената разлика од тогаш и сега е што тогаш се збореше за ковид, сега не се збори за ковид. Ние збориме во нашите внатрешни кругови, ковид има, ковид е присутен, ковид имаше секогаш и ковид ќе има и понатака. Зошто го кажувам тоа? Заради тоа што таков тип на вирусно заболување, пандемиско пред се случува еднаш во 100-200 години и која ќе биде присутно, за среќа ние успеавме да го доведеме во еден тип на редовно заболување, нешто слично како инфлуенцата. Успеавме ли, бидејќи тогаш тоа беше надежта? Еден ден ќе дојде да биде сезонска. Видете, според сето она што го гледаме на секојдневно ниво, мислам дека успеавме во намерата и во тоа да го доведеме до такво ниво, со оглед на големиот број на заболувања, за жал големиот број на смртни случаи и за среќа големиот број на вакцинации кои што се случија, успеавме да го доведеме до едно ниво каде што може да збориме дека е сезонско заболување. Меѓутоа тоа не значи дека ние треба да го земеме здраво за готово, со оглед на тоа што, ајде да кажеме, на 1 од 10 пациенти би требало да предизвика сериозна симптоматологија, која што симптоматологија понатака би предизвикала, ајде ќе трнеме смртта на страна, би ги споменале сериозните компликации кои што за жал и во моментов како пост-ковид или оној условно кажано дол-ковид или лонг-ковид синдром ги гледаме секојдневно во клиниките. Голем дел од специјалистите се жалат на неможност за дијагностицирање на одреден тип на симптоми и од каде тие симптоми потекнуваат, а физички гледаме дека пациентот е здрав. Во регионот, речи сте земји, особено во Србија, доста се гласи на таа тема, се појавил новиот сој наречен ерис. Што знаеме за него? Она што го гледаме согласно пракса, верувам дека и кај нас е присутен, иако не се до крај доиспитуваат. И тоа ми беше другото прашање. Не е возможно во целиот регион да има, кај нас да нема. Да правиме ние соодветни класификации на вирусите, иако само мал дел од лабораториите во Скопје може да дијагностицираат за каков тип на варијанта или подваријанта збориме. Во принцип, ајде да кажеме, главоболка што ја спомнувате, нешто што може да го забележиме како еден симптом. Меѓутоа, еден од најкарактеристичните симптоми е таа
експлозивна болка која што се јавува во пределна се или мускули, цело тело, каде што секој ковче те боли? Да, пациентите се жалат на енормни болки, болки кои што буквално не се смируваат со речиси никаков тип на аналгетик, па потребни се и некои други додатоци од тип на мускулни релаксанти и слично. Меѓутоа тоа е еден процес кој што во принцип би требало да помине ден, два, три додека имуниот одговор на телото се стабилизира и да едноставно телото се стабилизира. Така да без паники, освен ако нели речеме дека станува збор за нешто што гледаме дека не се стабилизира после 2 до 3 дена, тогаш веќе апсолутно треба да се реагира со посериозна терапија која што би се дала согласно дијагностичките процедури кои што ги гледам. Сега ми е јасен тој статусот, го кажав утрово, имаше пред некој ден на Facebook, од ова вирусов дури веќе паѓаат од болка, така нешто значи. Ако парафразираме, би звучело нешто така, апсолутно. Вчера знаете сигурно дека излезе и Комисијата за заразни болести со нови препораки, една од нив е повторно задолжително да се носат маските во здравствените установи. Предпоставувам дека се согласувате со такво нешто, без разлика ковид, не ковид, таму ќе дадат болни луѓе. Јас би се согласил со делот на задолжителното носење на маска во особено во институциите. Не мора за ковид да е така. Според мене, кој ќе се вратам наназад години како сме работеле без маска, се случувало 3 до 4 пати во текот на годината инфлуенца, ротавируси да поминувате со оглед на немањето практика да носиме маски. Маските кој сака може да објаснува, се сепак еден тип на заштитна бариера, дали е тоа 100% нормално не е, меѓутоа ако двајца пациентот и лекарот носат маска, апсолутно заштитата е многу поголема од она што реално е во просторијата. Да, бара постојано проветрување дали е тоа ковид или не е ковид, со цел да имаме соодветна заштита и во таа просторија ако имаме константно присуство на пациенти. Меѓутоа носењето на маски е нешто кое што би го препорачал и во нормални услови, што за жал не е практика, барем не на Балканот, колку што гледам, можеби Европа има некои други правила, најверојатно има. А во однос на она што се препораки од Комисијата за заразни болести би се согласил и буквално сметам дека би требало да се донесат час поскоро на крајот од денот, па еден пациент да заштитиме, ние сепак сме спасили живот. Во врска со ревакцинацијата? Па искрено до крај не би се согласил, тоа е малце посоодветна студија која што би требало да се направи со оглед на тоа што голем дел од пациентите веќе се заразија и веќе заболеа. Некои по неколку пати. Би се согласил за вакцинацијата, односно за ревакцинацијата на хронично болните, заради тоа што сепак најсоодветниот начин за некаков тип на имунен одговор е таа ревакцинација, односно тоа вакцинирање кое што го гледавме, без разлика што имаме за жал антиваксери е така познато, јас сепак верувам на медицина базирана на докази и она што го гледаме е дека апсолутно да не беше вакцинацијата, ние немаше да имаме ваков, ајде, не е брз, меѓутоа е соодветно брз крај на пандемијата која што сепак одзема доста човечки животи. Јас видам само како сме со времето, дали ќе имаме време за некој гледач, доколку имаме, имаме можност за еден гледач само да вклучиме доколку има некој прашање. Она што допрва ни предстои, тоа е грипот, но наскоро би требало да започне и вакцинирањето против грип. Ако се е како што треба и ако функционираат институциите, верувам дека би требало. Во принцип за вакцинацијата за грип најчесто не сме имале проблем, не може да се пожалиме. Здравствените власти за тоа биле одговорни и секогаш имало соодветен број на вакцини, можеби недоволен за да во прв акт реагираме, меѓутоа ме радува фактот дека од година во година тој интерес, особено за вакцините за грип меѓу повозрасната популација, за кој што и најчесто е намената, апсолутно се зголемува и гледаме доста потреба за таа вакцинација на годишно ниво која што се случува. Доколку имаме гледач да го впуштиме во програма, да го вклучиме. Добро ви утро, повелете во програма сте? Ало. Ало, добро утро. Добро утро, искрено само да намалам тонот на телевизорот. Случајно упаднав кога рековте гледа да се јави, па би сакала да поставам прашање на докторот. Јас боледувам од Паркинсова болест, хронично, значи. Како би можела да се заштитам? Оваа пандемија првата се заштити хубаво. Секој сабајле пијам сок од лимон, со малку вода и повеќе јадам овоштие. Многу јадам овоштие, да кажам. Сега би сакала да ме понасочите по-правилно како би требало да постапам. Вакцината ја имам примено и дале не знам што.
Сосема јасно, мислам дека тоа се воопшто и препораки кои што секој еден би требал да ги примени, тоа е. Апсолутно се придржува до сето она што го даваме како препораки. Во принцип, кога збориме за имунитет со оглед на нејзиното прашање и кога збориме за соодветен имун одговор, најчесто би требало да разговараме за соодветна исхрана и соодветен сон. Под соодветната исхрана тука нормално подразбира овоше зеленчу која што би требало да биде најчесто конзумирана и секако од течности вода, природни чаеви, таков тип на течности, јогуртот е соодветно добар, козјото млеко можам да го препорачам како еден од најсоодветните извори на минерали и витамини. Со оглед на она што го кажа, си тера на соодветна патека, вакцинацијата е спомна, соодветен избор направила жената. Паркинсонизмот сам по себе ќе си носи одредени потешкоти, меѓутоа верувам дека многу повеќе знаат колку што би знаел јас со оглед на нејзината активна состојба, така да нека продолжи во таа насока во која што се наоѓа жената. Јас многу ви благодарам на ова ваше гостување, некако малку ми подсмиривте, искрено да ви кажам. Таа е целта да малку посоодветно посмирувачки делуваме за да не дигаме паники оно што нема потреба. Кога беше за паники ги дигаат ми тие. Секако дека вие треба си да продолжите со вашата работа, ве чекаат вашите пациенти. Нам ни останува да ги следиме овие инструкции, совети, препораки што вие и вашите колеги ни ги давате. Благодарам на поканата и ми е драго што се повеќе се обрнува внимание на здравјето и на начинот на кој што ние треба да го сочуваме здравјето, нешто што години назад пред ковидот не беше случај.